Почитувана екселенцијо, господја Пеникор, државен министер за надворешни работи на Индија, почитувани представници на медиумите, дами и господа. Најпрво дозволете ми да изразам задоволството од денешната посета на државниот министер за надворешни работи на Република Индија. Се работи за прва министерска посета на Индија на Република Македонија и даваме особено значење. Пред само неколку месеци председателот на владата на Република Македонија, господин Никола Груевски, имаше успешна посета на Индија, а воедно имавме и плодни политички консултации меѓу Министерствата за надворешни работи на двете земји, одржани во мај оваа година. Dear Excellency, Madam Peniker-Kaur, ladies and gentlemen of the press, it is my great satisfaction to welcome Madam Kaur to Macedonia today. First of all, I would like to say that this is the first visit of this type in many years, and I would like to also mention in this context the visit that Prime Minister Gruevski had to India several months ago. За нас се работи за особено значајна посета, имајќи предвид дека високиот индиски гостин доаѓа од земја која ужива голем авторитет и интегритет во меѓународни рамки. Посетата е уште еден показател за интензивирање на билатералните односи меѓу нашите две земји. Очекуваме во Индија во иднина и уште повеќе да се продолжат и заедно во сите сфери од заеден интерес. This is a very important visit, primarily due to the fact that it comes from a country which has a great integrity at the world stage, and it is a great indicator of the intensification of the bilateral relations between the two countries. Имавме можност денес со мојата колешка во уште корисна и продуктивна дискусија да зборуваме за многу прашања од нашите билатерални односи, политички, економски, научни и културни. We had an opportunity to discuss a number of issues today with my colleague from bilateral political nature, economic, as well as concerning the fields of education. Заедно со господја Кор заклучивме дека развојот на односите се движи во посакувана насока, но дека се уште постои голем неискористен потенцијал за нашата соработка. Се договоривме заедно да работиме во овој правец на продолжување на пријателството во интерес на македонските и на индиските граѓани. We have agreed and concluded together with Madam Kaur that the relations between the two countries are moving in a very positive direction, but there is also very much space to improve these relations even further in a number of areas of mutual interest. Приоритет во односите меѓу двете земји во престојниот период е унапредување на економската соработка, јакнење на трговската размена и иницирање на натомошно зголемување на индиски инвестиции во Македонија. The priority in the future intensification of the relations between the two countries would be to diversify and intensify the economic relations between the two countries, increase the volume of trade as well. Во функција на оваа цел задоволство ми е што денес се запознав со група на видни индиски бизнисмени кои ја придружуваат министерката за време на оваа посета и кои остварија плодни и корисни средби во Агенцијата за странски инвестиции и промоција на извозот на Република Македонија, како и со представници на Стопанската комора на Македонија, Сојузот на стопански комори на Македонија и Стопанската комора на Северозападна Македонија. In this context, I would like to also underline my great satisfaction with the opportunity I have had today to also meet a group of very prominent Indian businessmen that have accompanied Madam Kaur to Macedonia. And I would like to say that they had a number of meetings today with the Agency for Foreign Investment and Export Promotion of the Republic of Macedonia, as well as with the Economic Chamber and the Association of Economic Chambers of the Republic of Macedonia. Во оваа прилика беше подпишан и меморандумот за разбирање помеѓу трите стопански комори од една страна и Конфедерацијата на индиската индустрија од друга страна. And on this occasion, a memorandum of understanding was signed between the three economic chambers of the Republic of Macedonia and the Confederation of Indian Industries. Заеднички беше нагласено задоволството од отварањето на амбасада на Република Македонија во Нью Делхи во 2008 година,
како позитивен исчекор кон напредување и интензивирање на билатералните односи меѓу двете земји, но исто така е пренесен и нашиот интерес за реципрочно отварање на амбасада на Индија во Скопје во блиска иднина. On that occasion, I have expressed my great satisfaction with the opening of the Macedonian embassy in New Delhi in 2008, but we have also expressed interest in India opening an embassy in Macedonia in the nearest future. Благодарам. Thank you very much. Good morning. It is indeed a pleasure for me to be in Macedonia, the first minister from India to visit your very beautiful country. Mother Teresa is an unique bond between the peoples of our two countries, which brings them close together, in addition to several other historical links. I had the opportunity to see something of your country yesterday, when I travelled by road from Ohrid, then to Skopje. The beauty of your country is stupendous, and I'm sure that there is a big potential for tourism between India and Macedonia. His Excellency Mr. Nikola Gruevski, Prime Minister of the Republic of Macedonia, had visited India in March this year and had presented the positive investment atmosphere in Macedonia before the Indian business community. My visit is in addition of India's keenness to continue and deepen the political and economical interaction between our two countries. Steps to add more substance and momentum to the cooperation between the two countries have been identified by Foreign Minister Popovski and myself. Our ambassadors, both of whom are here, will take necessary action with the full support of the two foreign ministries to implement these ideas. These include a visit by the Speaker of the Macedonian National Assembly. I have also extended an invitation to the Foreign Minister from the External Affairs Minister of India so that the political dialogue can continue. A high-level Indian business delegation has visited Macedonia earlier this month and has carried out extensive research on the opportunities that this country offers. The level of interest aroused is such that another senior Indian business delegation, organized by the Confederation of Indian Industry, India's premier business association, has accompanied me to Macedonia.